Денеска се одржа 28-та седмица на Сојот на општина Струмица и имавме 14 точки на дневен ред. За сите точки советниците гласа едногласно за, освен за една точка советниците од ВМРО ДПМН гласа воздржано. Сакам да истакнам две точки од дневниот ред кои ќе ги интересира граѓаните на општина Струмица. Можам да кажем дека еден од најголемите загадувачи во општина Струмица, котелот на општата болница ќе биде, што користеше нафта, ќе биде заменет со газ. Знаеме дека таму има мерна станица и во зимно време, кога е најзагадено во општина Струмица, од ова место најмногу мерната станица покажува висок процент на загаденост на воздухот. Министерството за животна средина и просторно планирање одвои 5 милиона денари кои во општина Струмица ќе ги препрати на нашето јавно предпријатие за Струмица газ и се надевам дека до крајот на годината и почетокот на 2020 година овој котел на нафта ќе биде заменет со газ. Исто така, на радост на сите родители, детската градинка или клон 5, што ќе се наоѓа во Јаха Кемал, ќе почне да работи од 3 ноември. Комисијата од Министерството за труд и социјала даде позитивно светло и веќе има деца пријавени во таа градинка. Значи, сакам да истакнам дека тие дечиња ќе бидат од 7 до 10 години и ќе имат целодневен престој со соодветен стручен кадар. Значи, сите родители кои се уште ги немат пријавени децата, а сакат да им одат во тој целодневен престој, може тоа да го сторат и нивните дечиња од 3 ноември ќе одат во детската градинка клон 5.